Долно Лисиче за прв пат ќе се изгради спортска сала во рамките на подрачното основно училиште Гоце Делчев. Салата ќе има површина од 650 квадратни метри, а градежните работи ќе траат 10 месеци. Проектот е финансиран од Министерството за образование и наука со вредност од речиси 32 милиони денари. Градежните активности започнаа со поставување на камен темелник на настанот на кој присуствуваа премиерот Христијан Мицковски и министерката за образование Весна Јаневска. Повеќе од 200 ученици од ова училиште конечно ќе добијат соодветни услови за часови по физичко и здравствено образование. Салата ќе може да се користи и од жителите на Долно Лисиче кои досега за спортски активности мораа да патуваат до други населби. Овој проект е дел од поголемата инвестиција на Министерството за образование и наука кое вложува околу 2 милиарди денари во изградба на 30 на капитални објекти низ државата. Општина Аеродром истакна дека ваквите проекти се клучни за создавање подобри услови за развој на младите и за унапредување на квалитетот на животот на граѓаните. Општина Бутел денес продолжува со пролетната акција за уредување на јавните простори. Денес се работи во Скопје Север, каде се коси и средува зеленилото. Акцијата опфаќа уредување на тревни површини во сите населени места, училишни дворови, детски и спортски игралишта и паркови. Се кастрат и дрвјата низ целата општина. Целта е да се создаде чиста, зелена и безбедна средина за граѓаните, а активностите ќе продолжат и во наредниот период. Средни стручни училишта на град Скопје ќе ги представат своите струки и профили кај 9 одделенците од Аеродром на настан во основното училиште Блаже Конески во таа скопска општина. Целта е подобрување на имиџот на стручното образование и поттикнување на младите да се запишат во средните училишта и да ги изучуваат занаетчиските занимања кои нудат перспектива и вработување. Во соработка со Занаетчиската комора Скопје, струките и профилите кои ги нудат за упис во средното образование на штандови ќе ги представат стручните училишта: Боро Петрушевски, Михајло Пупин, Димитар Влахов, Георги Димитров, Марија Кирис Клодовска, Шаип Јусуф, Владо Тасевски, Кочо Рацин, 8 септември, Здравко Цветковски и браќа Миладиновци. Во Скопје исто така денес се отвора првиот дневен центар за деца и семејства во социјален ризик наречен Гнездо. Центарот е отворен со поддршка од Австриското министерство за труд и ЕКПАТ Австрија како дел од проектот за јакнување на иднината. Гнездо ќе нуди психосоцијална поддршка, неформално образование, правна помош и секојдневна грижа за најранливите. На отворањето ќе присуствуваат представници од македонските и австриските институции, а ќе се одржи и хуманитарна лицитација. Според информации на МВР, вчера во 15:40 часот во СВР Скопје било пријавено дека на улицата Индира Ганди во Скопје патничко возило Опел со скопски регистарски ознаки управувано од КЈ од Скопје удрило во малолетен пешак од Скопје. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил малолетникот, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза. Исто така извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.